Колку и да обратиме внимание на надворешниот изглед, да бидеме средени, дотерани, нашминкани, модерно облечени, сето ова може да падне во вода благодарение на непријатните телесни мириси. Во текот на овој период од годината може да ги издвоиме проблемите со непријатната миризба на нозете, на пример. Летото овој проблем се јавува поретко бидејќи одиме во отворени чевли, но во овие месеци нозете се на темно, топло и влажно место. Тоа е одлична средина за развој на бактерии или габи. Ова е една причина зошто нозете мирисаат лошо, а другата е потта, која нема каде да испари. Решение: не носете исти чевли секој ден, менувајте ги патиките веднаш после тренинг. Ако можете, купувајте чорапи и чевли од природни материјали. Можете да користите и бебешка пудра или талк, тие ќе го спречат потењето на стапалата. Среќни сте ако не сте меѓу оние 3% од населението кои страдаат од хиперхидроза, односно прекумерно потење. Бактериите ги сакаат масните киселини кои се произведуваат од потните жлезди во влакнестите области на телото, како пазувите и препоните. Ако се создава лоша миризба во овие делови од телото, решението е следново. Почекајте 15 минути откако ќе излезете од туширање за да ставите дезодоранс или антипреспирант. Тие имаат најдобар ефект откако ќе ги нанесете на целосно сува кожа. Од големо значење е отстранувањето на влакната, па затоа правете го тоа редовно. Носете долна облека од природни материјали и по можност пошироки алишта кои ќе ја пропуштаат потта. Ако и тоа не помага, носете со себе влажни марамчиња и користете ги по потреба. По нивното користење нанесувајте и дезодоранс. Пијте многу вода, пак ќе се потите, но концентрацијата на миризбата ќе биде помала. Лош здив. Секој човек може да го има овој проблем, но хроничната појава може да биде и знак на посериозен проблем. Сепак, еве решение. Мијте ги забите и јазикот 2 до 3 пати на ден. Користете задолжително конец или интрадентална четкичка. Ќе помогне и раствор од сол и вода кој ги убива бактериите. Зелениот чај исто така помага, како и чајот од семе од анасон. Јадете тврди бомбони или гума за джвакање, но без шекер. Тие го стимулираат производството на плунка. Храна и пијалоци кои треба да ги избегнувате се млечните производи, чоколадата, алкохолот и јадење со силен мирис. Затоа пак јадете ги природните чистачи на забите како што се јаболката, морковите и пиперките.